Македонија, значи колку позорникари на територија на цела држава се се извинувам, и која е разликата помеѓу еден обичен полицаец и позорникар? Дали има разлика, да, практично? Значи, зависно од сектор до сектор, ние знаете дека имаме 8 сектори, од кои што Скопскиот сектор за внатрешни работи е најголемен и најголем по обем на работа која што има. Таму се наоѓаат и сите витални објекти од значење за Република Македонија, дипломатско-конзуларните представништва, се случуваат многу настани и нормално е дека тука се потребни најголем број на полицајци. За жал, ние сега во моментот во секторот за внатрешни работи во Скопје имаме најмал број на полицајци. Секој од секторите си прави собствена проценка оперативна за тоа колку треба да има позорни реони, колку треба да има позорникари и тоа како ќе го промовираме, односно како ќе ги воведуваме, ќе ги гледаме и потребите кои што се во однос на полициските службеници. Дали има разлика помеѓу обичен полицаец и позорен полицаец? Позорниот полицаец е на одреден реон, ги запознава сите луѓе со кои што работи, неговата работа е да биде во постојана комуникација со граѓаните и тој е полицаец, меѓутоа има одреден реон во кој што тој работи, а е многу значен и од тој аспект не е обичен полицаец, туку е полицаец кој што е исклучително важен и во ефикасноста работењето на полицијата, меѓутоа и во превентивата. Неговата улога представува навистина нешто посебно. Затворениците сега ќе се ослободуваат. Дали полицијата ќе ги држува под надзор да не го повторуваат тие истото делошност? Полицијата нема надлежност да следи никој граѓанин кој што е надвор казнено-поправните установи. Затоа постојат други установи. Впрочем, и казнено-поправните установи во Република Македонија и нивниот назив укажува дека тие таму треба да се социализираат, ресоциализираат, да го сменат своето поведение и секако дека државата треба да предвидува и посебни механизми и програми кои што овој сегмент посебно ќе биде значен да се ресоциализираат и вратат овие луѓе во нормален живот. Секако полицијата е должна да се грижи за редот, за мирот и за безбедноста на граѓаните на Република Македонија без разлика за кои граѓани станува збор. Дали ОТА ќе има заменик директор? Како? ОТА заменик директор ќе има? ОТА мислите? Тоа ќе разговараме, сега е законот во собраниска процедура и на основа на дебатата која што ќе водиме во собрание на Република Македонија ќе се доноси финалната верзија на закон.